Добро, почитувани новинари, денес ја користиме приликата да излеземе со еден документ кој што го усвои извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, а истиот е наречен Манифест за единствена Република Македонија. Најнапред, дозволете кратко да кажам дека она што пред неколку дена го имавме како објава на еден патоказ со повеќе прашања и тези поврзани со политичката ситуација се однесува на актуелната состојба сега и како можно надминување, патоказ за можно надминување на актуелната политичка криза. Додека овој денес представен Манифест за единствена Република Македонија представува еден документ со смерници, начела и принципи кои што би требало нашата држава сега, но и по 5, 10 или 15 години да ја водат по еден просперитетен пат, како унитарна држава, напредна, економски развиена и сплотена како кохезивно мултиетничко општество. Исправени пред овој историски момент за Република Македонија и повикани од вековната обврска кон сите кои што со живот, со лична жртва и идеал се вложиле за слобода, независност и сувереност на Република Македонија, почитувајќи ги како водилка идеалите содржани во правилата на Македонскиот востанички комитет, на Македонското востание од 1878 година, Крушевскиот манифест од 1903 година, Мајскиот манифест од 1924 година и манифестот на Асном од 1944 година и доаѓајќи се до декларацијата за сувереност на Република Македонија од 1991 година. Поучени од искуствата на штетноста на внатрешни поделби и притисокот од надворешни закани, кои што ја загрозувале нашата татковина, свесни сме за обврската која што ја имаме да обезбедиме просперитетна држава за сегашните и идните генерации. Потикнати од силна желба да живееме во успешна земја со пазарна економија, заснована на знаење, умење, предприемништво и креативност и праведност, предлагаме национално обединување на сите граѓани, интелектуалци, граѓански здруженија, верски организации и политички партии околу Манифестот за единствена Република Македонија. За да не води кон една визија за нашата држава, која што би требало да биде земја која што представува единствена матична земја на македонците, каде обединети живеат сите граѓани, заедно со деловите од албанскиот, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите граѓани, им припаѓа подеднакво на сите граѓани без разлика на потекло, вероисповед и мајчин јазик, а преку неа сите ќе се здружат со сите балкански народи во обединета Европа. Ја поддржува историската врска со македонската диаспора како нераскинлив дел од нашата нација. Ја истакнува македонската традиција за соживот и сплотеност во разликите, што не е слабост, туку би требало да е богатство кое вреди да се негува и да не води напред како држава. Помагањето и солидарноста за сите кои имаат потреба, било да се македонци, албанци, турци, роми, срби, власи или бошњаци, е наша заедничка одлика. Тоа не прави пред се луѓе, а после тоа и горди македонци како припадници на оваа нација. Дава исти права и бара исти обврски од сите, а успехот и среќата во животот во оваа држава би требало да зависат од способноста на секој човек поединечно. Владењето на правото, овој манифест го смета за основен предуслов за успех на државата и поединецот во истата. Овој манифест се залага за држава која има отворена пазарна економија, каде се потикнува секој не да учи само за диплома, туку да стекне знаење, да развива способности, како и да иновира и да превзема ризик, а со самото тоа да успее да го реализира сопствениот сон. Колку повеќе граѓани со таков капацитет ќе имаме, толку поуспешна држава ќе создаваме. Овој манифест предпочита добрососедство и непроменливост на границите,
со сите соседи околу нас, бидејќи истото е предуслов за регионален мир и просперитет. Нагласуваме дека стабилноста на Република Македонија е предуслов за стабилноста на целиот регион. Памети кому сме му помогнале во тешки моменти во минатото. Гради иднина базирана на почитување на основните човекови права, вклучително и правото на самоидентификација, но тие што го кршат ова право би требало да се свесни дека не можат да ни го одземат. Тргнувајќи од ова обединувачка замисла за државата, овој манифест има своја мисија, а тоа е да обезбеди иднина на нашиот народ во демократска, унитарна и политички стабилна држава, праведна, напредна држава со пазарно ориентирано општество, Република Македонија, каде предприемништвото е движечка сила, а сите граѓани се сплотени како дел од нашето пошироко семејство. Никола Поповски продолжува. Во однос на оваа мисија, нашиот документ, нашиот манифест подразбира и 4 долгорочни принципи кои ќе бидат значајни во носењето на одлуки во следниот период. Првиот таков принцип се однесува на националното обединување околу се она што представува национален интерес. Во овој дел предлагаме да воспоставиме национален диалог, редовен диалог помеѓу секоја власт и секоја опозиција за прашања кои се однесуваат на национален интерес. Диалогот сметаме дека треба да се одвива и решенијата да се изнаоѓаат секогаш во рамки на институциите на Републиката, а од страна на представници кои се демократски избрани од граѓаните. Истото е и најефикасна заштита за надворешни влијанија или реализација на агенди кои не потекнуваат од заедничкиот интерес на македонските граѓани. Се однесува и на идентитетот, зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците во земјата и надвор, како и обединет настап против недемократските притисоци со цел негирање на истиот секаде каде што тоа е случај. Исто толку е значајно и зачувувањето и промоцијата на идентитетот и посебностите подеднакво на сите наши граѓани албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и други. Разновидноста на сите овие култури е нашето најголемо богатство и затоа цениме дека мора сите заедно да го негуваме. Негувањето на изворното и се она што ни припаѓа на сите, нашиот јазик, обичаите, песните, историјата, милениумската традиција на писменост и традициите на нашата книжевност и уметност. Во овие принципи влегува и Европската Унија и НАТО. Членството во Европската Унија и во НАТО е наш интерес и обединувачка цел, каде природно припаѓаме. Република Македонија ја гледаме духовно и културно сплотена во заедницата на европски народи, како институционално, така и на економски план, целосно интегрирана во Европската Унија. Со цел да се обезбеди поефикасна гранична соработка во соседството, корисно е формирање на европски регион помеѓу Република Македонија и сите наши соседни земји, со цел поефикасно искористување на европските фондови, особено во делот на зачувување на природата, водите и транспортните коридори. Правото наспроти силата е уште еден таков принцип. Признавањето на македонската национална самосвест и јазична посебност од европските и меѓународните институции врз база на гаранциите од Европската конвенција за човекови права и Универзалната декларација за човекови права, кои мора неселективно да важат за сите. Истото е предуслов за надминување на наметнатата разлика околу името. Разликата се наведува како причина за блокада на патот кон членство во Европската Унија и НАТО. Од тука може да се надмине единствено како дел од пристапниот процес врз база на стекнатото право на Унијата и меѓународното право, вклучително секако и пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 2011 година. Во однос на името и надминувањето на овој спор, сакаме да нагласиме дека нема да се прифати промена на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија, нема да прифатиме идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик.
Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. А при тоа мнозинството граѓани кои ќе излезат на референдумот да се согласат со можното решение. Заедно против заканите. Обединување против секоја политичка структура или поединци кои поттикнуваат раздор или радикализам од верска или национална природа, но и против тие кои охрабруваат на било кој начин екстремна идеологија или пак регрутираат борци во терористички организации, било да се од домашно потекло или да се странци на територијата на Република Македонија. Следниот голем принцип или водилка во однос на нашиот манифест се однесува на интеграцијата во едно општество. Република Македонија им припаѓа на сите своји граѓани, без разлика на етничкото потекло, религијата или мајчиниот јазик. Граѓаните се во срцето на нашиот устав. Индивидуалните права и слободи на граѓанинот, согласно уставот, се нашата најголема обединувачка сила. Обединувањето преку нација, вера и култура е формулата и за европската интеграција, каде секој може лично да ги развива собствените чувства. Тоа е и формула која остава простор за јакнење на поврзувачкиот фактор во нашето општество. Во однос на јазиците. Македонскиот јазик е тој што овозможува интеграција на сите граѓани во едно општество без разлика на нивното потекло. Наша должност и богатство е негување и промоција на албанскиот, на турскиот, на ромскиот, на српскиот, влашкиот, бошњачкиот јазик согласно уставот и европските стандарди, а во духот на мултикултурната традиција на нашата земја. Почитувањето на правата и обврските на сите културни заедници подеднакво е најдобра гаранција за спречување на дискриминација и негување на сите посебности. Иницирање на диалогот со соседите, со цел воспоставување на соодветни стандарди за јазични права во рамки на регионот, а во согласност со европските стандарди. Со таков пристап би се одбегнале двојни стандарди и би се одбегнало мешање во внатрешните работи на соседите за сметка на добрососедството. Политиката за користење на немнозинските јазици треба да биде отворена кон сите, а секогаш во функција на развивање на едно општество, каде способноста на поединецот е клуч за успех, без разлика на неговото потекло. Само идентификување. Македонскиот народ не може да биде надгласуван во однос на македонскиот идентитет. Ниедна заедница не треба да биде надгласувана за теми кои го засегаат нејзиното право за самоидентификување. Образование. Заштитата на правото на образование на децата на мајчин јазик, без разлика на етничката самоидентификација на родителите, е клучна за развојот на единствена Република Македонија. Училиштето или богослужењето не смее да бидат алатка за наметнување на култура, јазик или доминација, туку уште едно средство за сплотување и за интегрирање. Религијата. Верската толеранција е суштествена за животот во мултикултурна Македонија. Нашите цркви, нашите џамии, нашите синагоги се наши духовни храмови. Верските заедници во Македонија се неотугив дел од македонскиот менталитет и од македонското општество. Солидарноста и подготвеноста да му се помогне на сиромавиот се во духот и на христијанството, и на исламот, и на јудаизмот. Традиција. Историското помнење овозможува ренесанса на традицијата. Потребно да се оживеат старите традиционални вредности, семејството и солидарноста да ги сметаме за темел на културата што го слави животот и вистинските вредности. Тоа подразбира и култура на напорна работа, деловна честност, предприемништво и мултикултурен соживот како вредности кои не обединуваат. Секој граѓанин има лична одговорност кон единството во Република Македонија. Носителите на јавни функции имаат посебна одговорност за поврзување помеѓу сите граѓани со различно потекло и за градење на мостови во општеството. Благодарам. Во делот на владење на правото ние го сметаме тоа како неопходен принцип за успех на државата. Почитувањето на уставното уредување и законите на целата територија без селективност е предуслов за успешна држава.
културата на законитост и на почитување на законите, довербата во правниот поредок и лојалноста кон државата се клучни за владење на правото. Согласно Уставот, во Република Македонија, суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани представници, по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување. Индивидуалните права на граѓанинот, но и обврските се пред се, а од нив се водиме кога креираме политики. Сите избрани и именувани функционери имаат обврска за отчетност при извршување на државните задачи. За напредок на државата, секако потребна е долгорочна политичка стабилност во Република Македонија. Тоа може да се постигне преку мерки за политичка поголема стабилност, како на пример бонус од 20 пратеници за победникот на парламентарните избори во рамки на сегашниот број на пратеници и согласно Уставот, или пак како втора алтернатива воведување на мнозински изборен модел на цела територија на Република Македонија. Принципите од Уставот за заштита на правата на немнозинските заедници на централно ниво доследно треба да се применуваат во сите единици на локалната самоуправа и за сите заедници без исклучок, но и без разлика какво е мнозинството на локално ниво. Попис да се спроведе без одлагање, со цел квалитетно планирање на политиките, како и за конструктивен диалог на меѓуетнички теми. Истиот, пописот, мора да е статистичка, а не политичка операција. Затоа е потребно да се води строго според методологијата на Европската статистичка агенција Евростат и Организацијата на Обединетите нации, вклучително да има и механизам за контрола на постојано место на живење и престој во државата, како и гаранции за автентичноста на личните податоци и потврда на идентитетот на лицата преку дигитализација на отпечатоците. Воведување на механизам за следење на владење на правото и на локално ниво, вклучително наплата на локални давачки и практична примена на законодавството согласно најдобрите европски пракси и практики, како и воведување мерки за унапредување на примена на цела територија на Република Македонија. Територијалната поделба водена од економско-географски критериуми со цел надминување на недоследностите од политичко определување на локалните граници. Значаен елемент за нас представува и пазарната економија како предуслов за подобар стандард на секој граѓанин. Неопходно е национално обединување околу целите за подобра економија, повисок раст, повеќе инвестиции, поуспешни предприемачи, новоотворени работни места за нашите граѓани, затоа што тоа навистина е најнеопходно. Докажавме дека тоа е возможно со видно подобрување на рангот на државата на повеќе листи за квалитетна клима за водење на бизнис, како и преку создавање на над 160.000 нови работни места. Неопходно е да се опстои на тој курс, што е дополнителна причина за постигнување национално надпартиско обединување околу овој единствен и сеопфатен интерес за сите наши сограѓани. Обединување околу реализирање на идејата за пазар на кој секоја индивидуа ќе може да си го најде сопственото место, начин на обезбедување на екзистенција, простор за борба за подобро утре, за посреќно семејство. Моќта на развиените држави во светот почива на создадената култура, атмосфера, верување дека секој треба да смисли начин како да успее во животот и да не чека друг да го направи тоа место него. Тоа значи дека секој треба да почне да верува дека може да успее ако има добра идеја, ако има упорност, истрајност и подготвеност за ризик. Затоа предприемачкиот дух треба да биде водилка во обезбедување на сопствен приход за секој граѓанин. Тоа е тесно поврзано со остварување на сечи животен сон. Знаењето и образованието не се доволни сами по себе ако само се повторува тоа што сме слушнале
или прочитале, без системски поттик на секој поединец до максимум да ја извлече и развие својата креативност и иновативност и да се насочи кон создавање на собствен бизнис или работа. Само општество со граѓани со креативни и иновативни идеи може да продуцира нови успешни бизнис приказни, да креира зголемено ниво на конкурентност на пазарот и борба за пласман на производи и услуги надвор од границите на нашата држава. Затоа главни елементи на планот на економијата треба да бидат пазарното стопанство, конкуренцијата, надпреварот, можноста за избор и личната одговорност. Пазарот е тој што ги развива надпреварувачкиот и духот на предприемаштвото и ги поставува критериумите на стручноста, успешноста и на квалитетот. Со тоа сите заедно да се избориме за поголеми плати и повисок стандард на сите граѓани. Ние веруваме дека најдобрата социјална политика е политика која отвара нови работни места и генерира сериозен економски раст. Државата води сметка да се намалат нееднаквостите кои може да ги создаде пазарот, но праведноста и солидарноста не е исклучиво право во незината надлежност. Државата не може да ја замени нити приватната, нити граѓанската и локалната иницијативност и одговорност. Во сета пазарна логика која надградуваме, мора да ја зачуваме и традицијата за солидарност и помош на најранливите категории на граѓани во нашето општество.